Како што најавивме претходната недела, значи денеска на седница на владата имаше корекција во делот на замрзнување на цените на овошје и на зеленчук и после разговорите што беа направени со увозниците, со Стопанската комора, каде што учествуваше директно и председателот на Стопанската комора, господинот Пешев, значи тоа што е договорено веќе ќе почне да се спроведе како ќе излезе на службен весник. Има одредено зголемување на цените, која е заради тоа што во последната недела се приметува зголемување на увозните цени во нашата царина и тоа зголемување од над 30% на одредени производи, посебно на доматите, на кастравиците, на кромидот и на гравот. Треба да се има во предвид дека овие фактури што веќе се доставуваат во нашата царинска управа се пологични фактури од тоа што беше претходно направено. И ова не значи дека тука завршуваат контролите и надзорот и инспекциите што се прават од страна на сите надлежни институции, вклучувајќи го Државниот пазарен инспекторат, Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и Царинската управа. И во моментот кога зборуваме, значи се прават контроли од страна на овие институции, се со цел да не бидат оштетени граѓаните, а секако да не биде оштетени буџетот на државата, кој секако дека е буџет на граѓаните, а воедно и да се сузбива неформалната економија, се со цел да имаме лојална конкурентност, а посебно со нашите домашни земјоделци. Благодарам. Односно корекције, зашто да? Значи вака, зголемување има за доматите, ќе биде околу 95 денари највисоката цена. Истото важи и за каставиците и за 10 денари се зголемува кромитот. Приметуваме во пазарот намалување на цените на овошјето, посебно јужното овошје, а тоа секако дека заради сезоната. Ова ќе важи до крајот на месецот, граѓаните да бидат спокојни, во дневна база се контролираат цените на увозот, врз основа на тоа што се пријавени, ако има потреба и во текот на месецот, значи дополнително ќе ги коригираме, ако во случај приметуваме намалување на овозните цени, заради тоа што моментално немаме домашно производство на овие производи, или пак имаме ограничено само тие кои имат оранжери, а не го покриват целокупниот пазар. Министре, многу важно. Што да може да е? Како? Останатите цени замрзнати остануваат на исто ниво и по која цена ќе бидат? Цените на пиперките мислам дека беше 100 денари. Максимално. Да. Се останува 100, само разликата е краставиците, доматите? Не останува, само пиперките се 100, леќата е 110, сите други се под 100 денари. Бидејќи претходно кажавте дека лажните фактури, само да се надоврзам, имале и сте утврдиле дека имало. Кажете ми колку тоа влијаеше во утврдување на новите замрзнати цени во ревидирањето? Или пак само се базиравте на... Значи, одлично прашање, можда не бев јасен на почетокот. Значи, ние направивме просечни цени увезни од 15 март до 28 март. Од 28 март па до вчера имаме други увезни цени кои се пријавуваат согласно фактурите кои ги приложуваат во Царинската управа и затоа одлучивме да има мала корекција заради што пријавените цени од 28 па до вчера се многу повисоки од тоа што биле пријавени како цени за истиот производ пред 28 март и затоа, значи, за да не се направи штета или пак да се сочуваме со недостаток на одредени производи, одлучивме да зголемиме согласно процентите на зголемување во царина и цените на мало продажба. Во делот на сметките кои или пак фактурите кои ги приложуваат, кажав дека Царинската управа веќе прави контрола и не само Царинската управа, и Финансиската полиција и Управата за јавни приходи и ова ќе оди до крај се до моментот кога ќе се утврди како тоа е направено и еднаш за секогаш да не се дозволи тоа да се направи нешто.